Бајколент. Аудио бајки. Какво лето? Треба да се запише тоа лето, зашто тоа не беше само обично лето. Тоа беше лето за Зоки. Го испратија Зоки на летување сам. Не ке верувате. Зошто не? Го испратија заедно со другите деца од улицата, во една голема група што одееше на летување на езеро. Се разбира, со нив одеа и неколку раководители, но Зоки не се грижеше многу за нив. Нека се грижат тие за него. А ако му е нешто тешко, ќе најде тој и трет начин да ги надмудри. Со родителите и баба му, што постојано го бакнуваа, се збогува како во сон. Мислеше на езерото, на капењето без сапуница, а најмногу мислеше на тоа дека ќе прави се што ќе посака. И навистина, излезе нешто слично, но не наполно онака како што си замислуваше Зоки Поки. Например, можеше да се капе, но само во присуство на раководителот. И тоа ми е нешто, само во плиткото. Езерото беше убаво, но што кога не можеше да го преплива? Другарчињата беа добри, кревечињата беа меки, но што вреди сето тоа кога мораше во одредено време да се станува, да се јаде и да се спие? И со тоа спиење, какви неволи! Но, не заборавајте едно. Зоки Поки беше сам, без домашните, а тоа сепак беше нешто. Од друга страна пак, немаше кому да му се поплаче, никому да му се налути, а потоа му остануваше и самиот да си мисли на себе. Тоа беше и убаво, но и незгодно. Ако грешиш, самиот си е виновен. Па што да се прави тогаш? Животот на Зоки Поки му се стори многу тежок. Сакаше дури да си оди и дома. Но помина ден, помина и два, и работите како да почнаа да се менуваат. Зоки Поки почна да сваќа нешто многу важно. Ете, например, си помисли. Раководителите изгледаат строги затоа што се грижат за децата и што се плашат да не им се случи нешто додека се далеку од дома. Што би правиле ако би не оставиле сами? Би се капеле? Добро. Но би се капеле и деца. А многу деца не знаат да пливаат, тука би можело да има непријатности. Гледаш ли? Потоа и би се сончале. И ако тоа не го правевме постепено, како што не учеа раководителите, грбчината ќе ни изгореа. Па и со спиењето. Раководителите велат со спиењето децата растат. Кој ќе го знае тоа? Но ако е така, тогаш е добро. Потоа, што има друго? Да, мораат и чиниите убаво да се испразнат. И тоа е убаво за нас, но здодевно е, треба да се признае. Друго што има? Мисли Зоки. Поки ги пресметува сите поединости од животот овде, па кога така ќе ги разгледа работите, некако полесно му доаѓа. Навистина, има многу непријатни работи, но овде сепак е прекрасно. Треба само да се ужива во се. И ете така, како да почна и целото летување, верувајте. Зоки Поки ги пронајде радостите. Че ги отвори очите наутро, трубата свири. Тратату, тратату! И Зоки ќе си помисли, што убаво свири. Каде ќе најдам друг пат труба да ме разбудува? Потоа трча со другите деца, кон чешмите на големата чистинка, се плиска со студената вода, се прска со децата и си мисли: уживање, каде го има ова дома? На појадокот се надпреварува со другарчињата. Ги брише чиниите, раководителот го пофалува. На плажата влегува во вода заедно со другите деца и раководителот го учи да плива. И навечер заспива како претепан. Зашто, мајко моја, цел еден ден поминал во надпревари. Кој може да издржи без пиење? Сонот е убав и мислата за утрешниот ден е убава. Надвор шумолат бранолите, струјат штурците, соништаат дрвјата под месечината. И сикнат веќе да со радост на се што е ново и што го нема дома, Зоки Поки си помисли: Каде го има ова? Какво лето! Се разбира, и тоа какво лето! Необично и неповторливо, со многу малечки и големи тајни.
Треба само да посакаш, па да ги откриеш. Се станува јасно кога ќе се заборави ова. Дека тоа лето беше лето за Зоки Поки. Тука барем нема двоумење. Ако ти се допадна бајката, притисни лайк, шер и сабскрајб. Се гледаме во следната бајка.